Здраво на сите! Јас сум Перо Саџевски, професор по англиски јазик и директор на настава во приватното училиште за англиски јазик Пегасус Еласа од Тетово. Со оваа презентација би сакал да ве запознам со алатката Zoom, што е видеоконференциска алатка за онлайн настава. Корисници на оваа алатка се наставници и ученици од сите одделенија, а техничка опрема потребна за спроведување на видеоконференциска врска онлайн со помош на Zoom е лаптоп или компјутер за секој учесник и интернет конекција. Zoom е видеоконференциска алатка која е пригодна за реализирање на онлайн настава во реално време, преку аудиовизуелна интеракција помеѓу наставниците и учениците со капацитет до 100 корисници и со можност за споделување на екранот, користење на табла за презентации, делење на учесниците во групи и така натака. Да ја проследиме. Да започнеме првин со тоа како да се регистрирате на Zoom. На Google пребарувачот запишете ја страницата zoom.us и ќе ви се отвори овој прозорец. Можноста да креирате, тоест да се регистрирате и да креирате свој профил, ќе ја реализирате со кликање на копчето Sign up, it's free. Но првин да го разгледаме да ја разгледаме почетната страница. Еве тука ви прикажува самиот Zoom за што се може да се користи, за средби, за видео вебинари, за конференциски средби, и како телефонски систем, па дури и за пишена комуникација преку chatbox. Имате неколку слайдови кои што се споделени искуства на веќе постоечки корисници на Zoom и колку тие се задоволни од алатката, но најдобро би било да пред да започнете со отварање на профил, да ја даунлодирате апликацијата Zoom, која што е за апликација која што ќе ве возможи полесно да реализирате средби со вашите ученици. Доколку ја одберете опцијата Download, ќе ви се отвори оваа страница со кликање на копчето Download, ќе ви се спушти програмот, лесно се инсталира, чекор по чекор и веќе тогаш имате можност да креирате ваш профил. Да започнеме со таа опција. Штом ќе кликнете на опцијата Sign up, it's free, ви се отвара овој прозорец каде што ќе треба да ја верификувате вашата возраст, тоест да потврдите дека сте возрастно лице. Потоа ќе ви се отвори овој прозорец каде што ќе може да ги внесете вашата имейл адреса и да креирате свој пасворд или пак да се регистрирате со помош на Google акаунти, Gmail, доколку имате тако нешто. Еве да речеме тука одбирав да се регистрирам преку мојот Gmail, pero.sadovski@gmail.com, кликам на опцијата Create Account и тука веќе се отвара мојот профил. Пред да ги разгледаме сите овие можности и опции кои што ги нуди Zoom, да го разгледаме вашиот профил. Доколку ја одберете опцијата Profile или профил, ќе ви се појави името на вашиот акаунт, кој што е презимен или од имейл адресата што нормално вие може да го едитирате. Имате личен број за идентификација за вашите лични средби. Тука е имейлот, доколку е поврзан со некој друг акаунт, ова е вашиот акаунт. Имате можност да ја надградите типот на планот кој што го користите со Zoom. За време на средбата имате можност до 100 учесници да вклучите и доколку сметате, исто така временската зона може да се намести да биде соодветна на локацијата каде што вие сте. Имате дроп листа од кој што бирате Сараево, Скопје, Загреб и тоа е нашата временска зона. Кога сте веќе подготвени со сите овие опции, притискате на Save Change. Zoom е одлична алатка за креирање вебинари, но до 10.000 учесници да бидат вклучени на таквите настани, сепак ова е дел од платните планови на алатката Zoom. Исто така можно е преку Zoom да направите видеозапис од вашиот настан, кој што ќе биде зачуван или на клауд, или пак на вашиот локален компјутер. Доколку сакате, пред да започнете со креирање на настани и средби на Zoom, добро би било да ги подесите некои од опциите. Доколку ја одберете опцијата Settings тука, ќе ви се отвори овој прозорец, каде што вие имате можност да одберете некои опции, додека пак некои се веќе дадени од самите администратори, а тоа се опциите кои што предвидуваат користење на пасворд, за да се овозможи поголема безбедност во работењето онлайн, посебно кога станува збор за работа со мали и неполнолетни лица.
Но имате и опции како што е опцијата Waiting Room, која што може исто така, нели, вие да ја одберете. Што значи Waiting Room? Тоа значи дека учесникот, доколку се приклучи на настанот пред да се појави наставникот, има можност да не биде исклучен од самиот настан, па да треба да се вклучи пак, туку да го почека наставникот да го прими на настанот во чекална или во Waiting Room. Исто така добро е да одберете опцијата Embed Password или Invite Link, за да не мора учениците да внесуваат дополнително пасворд, туку да биде самиот вграден во линкот кој што ќе го дадете за да се вклучат на видеосредбата. Еве тука се назначени овие опции кои што би било добро да ги селектирате. Понатака, добро би било да ја селектирате опцијата Host Video за да и исто така Participants Video за да можете вие заедно со учениците да имате визуелен контакт пред да започне воопшто наставата или презентацијата. Најчесто учениците знаат да се појават со акаунт кој што не е назначен од чиф акаунтот, значи нема име и презиме. Добро би било да го препознаете ученикот и да му сугерирате да го запише своето име и презиме. Исто така, добро е да се убере опцијата Enable Personal Meeting ID, за да си имате свој личен код за идентификација за средбите. Добро би било исто така да ја одберете опцијата Mute Participants Upon Entry, за да се избегне галама и гужва, посебно на почетокот кога наставникот ги дава инструкциите. Добро би било да се назначи дека секој учесник, доколку сака да се вклучи во наставата или да постави прашање, има опција преку кликање на спейсбарот на тастатурата да се вклучи или доколку со маусот или го ја одбере опцијата Unmute на Zoom, што ќе ви ја прикажам подосна. Следно, ова се опции кои што се однесуваат на самите средби. Добро би било да одберете опцијата Chat, за да може да учествувате во комуникација со учениците, но исклучете опцијата, мој совет е да исклучите опцијата Private Chat, за да избегнете булинг и да избегнете несоодветна комуникација помеѓу учениците во нивни приватни, нели, чат боксови. Опцијата Auto Saving Chat се добро да биде вклучена, исто така за да се зачуваат сите тие дискусии кои што ќе бидат во четот, нели, образложувани или користени. Исто така добро е да одберете опцијата Sound Notification, доколку некој напушти, излезе од настанот или се вклучи, да имате можност да знаете дека дека имало промена. Исто така добро би било да ја одберете опцијата Always Show Meetings Control Toolbar, за да имате самата контролна лента присутно цело време, за да може да имате подобра контрола врз активностите преку Zoom. Добро би било да одберете опцијата Show Zoom Windows During Screen Shares, за да се покажува самите прозорчиња на Zoom додека го споделувате екранот за време на презентација. Опцијата Screen Sharing најдобро би било да биде вклучена. И исто така, најдобро би било, мој совет, да ја одберете опцијата Host Only, тоа значи дека само домаќинот, тоест наставникот, има можност да сподели од својот екран, но доколку сметате дека некој од учениците ќе треба да презентира нешто и да сподели дел од нивниот екран, тогаш тоа може да се направи со посебна команда за соодветниот случај. Ова е добро за да се избегне нели манипулација од страна на некои ученици кои што знаат и да споделат несоодветни содржини. Ова е познато како Zoom bombing, кој што едно време предизвикуваше главоболки за многу наставници, но веќе со оваа опција имате можност да имате поголема контрола за тоа кој споделува и како споделува. Еве тука е опцијата Disable Desktop Screen Share for Users, значи со оваа опција учениците немаат можност да споделуваат содржини од нивните екрани, тоа значи дека целосно наставата ја води наставникот. Исто така одберете опцијата Annotation, за да може да се вклучат учениците во заедничка соработка при користење на алатката Whiteboard. Еве тука ќе ви покажам дека и опцијата Whiteboard би требало да имате селектирана, за да може да се користи токму таа алатка, што ќе ви објасна малку подоцна. Добро е да одберете опцијата Allow Savings of Whiteboard Content, за да може да се зачува сето тоа што сте го пишувале на самата веб страница. И исто така добро е да одберете опцијата Non-Verbal Feedback, за да можат учесниците преку невербален фидбек со одредени символчиња да ви дадат до знаење доколку сака да се вклучат во дискусијата или нешто друго. Добро е да ја исклучите опцијата Allow Removed Participants to Rejoin во случај да имате натрапник кој што влегол на настанот непоканет, а бил исклучен, да нема можност повторно да ви додева.
Исто така добра е опцијата allow participants to rename themselves, за да можат самите да си ги сменат имињата. Малку по-напредни можности и опции за регулирање на активностите за време на средбата се токму ова опција, report participants to Zoom, доколку има некој кој што не се одветно се однесува, може директно да го пријавите на Zoom и да биде исклучен според IP адресата. Имате опција Breakout Room, кој што е добро да ја селектирате. Тоа се мали простори во рамките на Zoom апликацијата, што ќе ви овозможат да ги поделите учениците во групи. Ќе ви го објаснам тоа малку подоцна. Allow host to assign participants to breakout rooms, значи самиот наставник да може да одлучува кој во која група ќе оди. Тоа е таа опција. И имате исто така интересна опција виртуелната позадина. Значи, доколку ја селектирате во опција, имате можност да аплодирате сами, тоест да качите сами своја слика, кој што може да биде тематски поврзана со материјата која што ја предавате, или пак доколку не сакате да ги изложувате вашите приватни простори онлайн на преглед на сите, тогаш може да ја промените позадината со некоја виртуелна позадина. Добро би било да ја одберете опцијата Show a join from your browser link, за да не мора учесниците да доwnloadираат апликацијата, тоест софтверската апликација на Zoom, туку да можеш да директно се вклучат преку веб линк. И ова се опции за добивање на нотификации преку имейл, како и замаглување на фотографиите доколку земате снапшот. Да се вратиме малку назад, на почетните опции. Тука, како што гледате, ги поминавме сите овие опции. Ова се делот за администрација, тоест вие како администратор имате можност да промените одредени опции. Интересно е да ви назначам дека опцијата Billing, доколку отворите акаунт со базичниот план, бесплатен акаунт, тогаш имате, без лимит имате, колку сакате можете да го користите Zoom за колку било настани, но сепак максимумот на време трајање на еден настан би бил 40 минути. Доколку сакате повеќе од 40 минути, тогаш треба да одберете некој од платните планови. Да се вратиме на средбите и да видиме како се креираат средби. Значи, како да закажам видео средба на Zoom. Ова е вашиот профил, ова е тоа што се гледа. Веднаш што ќе се вклучите на Zoom, вие треба да одберете опцијата Schedule a new meeting. Кога ќе одберете таа опција, имате можност да дадете наслов, 5:1 оделение, доколку таа средба ќе се остварува, да речеме, само со таа група на ученици, да дадете мал опис за каков тип на група станува. Исто така може, се извинувам тука, може да го потесите точниот датум и време кога ќе се случува часот, време траењето, но сепак имајте предвид дека со основниот и бесплатен план имате само 40 минути на располагање. Веќе ви кажа дека може да ги смените, да ги подесите и термините, а и доколку го одберете ова опција Do not show this message again, ваквата порака веќе нема да ви се појавува. Исто така добро да ја определите временската зона на настанот. Имате можност да определите доколку сакате, доколку се станува збор за распоред и за настан или час кој што се случува повторливо на дневна основа или на неделна основа, имате можност со помош на овие опции да определите до кога и колку пати би ви требало да имате токму со оваа група во тој период средби. На тој начин вие нема да имате потреба да креирате нон-стоп нова средба за секој нов час, туку веќе ќе си имате готови линкови кои што само ќе ги споделите со вашите ученици. Значи, тоа може да биде дневно, неделно или месечно настанот, може да определите до датум или до колку часа, до колку пати сакате да имате ваков настан. И на крајот имате опција исто така да вклучите on опцијата за видео кај домаќините, а и кај учесниците, и исто така да ја определите опцијата Mute Participants upon entry, кој што веќе е определено со самите сетинзи кои што ги дефиниравме на почетокот, да овозможите чекална да има и на крај доколку сте подготвени, може да притиснете на копчето Save, вашата средба, тоест вашето онлайн линкот за вашата онлайн средба е веќе креиран на ваков начин. Тука имате, значи, го гледате насловот, топикот, може
да го додадете овој настан на некој од вашите календари. Имате идентификацијски број за самата средба, го имате и пасвордот кој што не се гледа тука, и тука се наоѓа линкот до оваа средба кој што би требало да го копирате. Кога ќе притиснете на опцијата Copy Invitation, ви се отвара токму вакво едно прозорче каде што со опцијата Copy Meeting Invitation се копираат содржините. Тука веќе ги гледате сите линкови или сите настани кои што се закажани, затоа што нели закажав оваа средба да се повторува 2 пати неделно. Ќе се појават сите овие линкови со притискање на опцијата Copy, ја копирате, значи го копирате линкот кој што може да го споделите со вашите ученици преку некој од виртуелните платформи кои што ги користите или може директно да ги пратите на мејл, на порака. Опцијата End this meeting значи дека може да завршите со оваа средба доколку сметате дека е крај на часот, или пак да ја значи да избришете оваа средба и да креирате нова средба со нова група, со ново одделение и така натака. Доколку сметате дека ваков тип на средби или ваков тип на сетинг би ви одговарало и со други групи, може да го зачувате како темплейт. Тогаш ќе, доколку притиснете на опцијата Save as a Meeting Template, ви се отвара овој прозорец каде што може да го зачувате само едниот настан или пак да ја зачувате целосната серија на настани. Со кликање на опцијата Save as Template ќе ви се отвори овој прозорец, еве ви го настанот во опцијата Meeting Templates. Значи, доколку одите на Upcoming Meeting, ќе ви се отвори опцијата за креирање на средба, но доколку одите на Meeting Template, ќе ви се појави веќе зачуваниот формат на настан. Еве тука може да видите. Се враќаме на Upcoming Meetings. Веќе имаме регистрирано, тоест закажана една средба, ако се сеќавате. Ги избришав другите опции за да не буни тука, одлучив да имаме само една средба од ваков тип и за да започнеме со оваа средба притискаме на опцијата Start, што е тука, еве да ви покажам малку. Ќе ви се отвори овој прозорец, ја одбирате опцијата Open Zoom и веднаш штом ќе ја одберете опцијата Open Zoom, ќе ви се отвори прозорецот од Zoom алатката. Еве тука го гледате на екранот. Првично да ви ги покажам иконите. Тука ви е иконата за микрофонот, за да го вклучите микрофонот. Добро би било да ги подесите сетинзите, тоест опциите, за самата аудио комуникација да биде непречена. Добро би било да проверите дали, тоест да го тестирате и самиот звучник, дали имате доволно, дали слушате соодветно и доволно, и дали микрофонот ви работи. Доколку сигналот тука е зелен, нели, кога самите го користите микрофонот, тоа значи дека функционира и работи. Истите опции важат, или слични опции важат и за видео комуникацијската врска. Добро би било да одберете нели висока дефиниција на видеа. Имате можност да направите и огледало од сликата, доколку сметате дека така по-пријатно изгледате. И исто така имате можност нели да сликата ја подобрите доколку има нели непријатно светло или доколку така некои работи не ви одговарат. Ова се опциите кои што ви се достапни за видеото. Добро би било да ја разгледате и опцијата виртуелна позадина. Доколку одберете таа опција, може да ја смените позадината, со тоа што нели на таков начин или тематски да се вклучите во дискусијата со учениците, доколку предавате да речеме за Америка, може да одберете Сан Франциско, како јас што ја одбрав тука, или пак да си скачите самите своја позадина преку токму ова опција со кликање на ова плюсче тука. Јас ја одбрав оваа позадина и еве како изгледа на екранот кога ќе се вклучите со вашите ученици. Битно е да знаете дека откако ќе го дадете линкот до Zoom настанот на вашите ученици, тие ќе се вклучат преку тој линк и ќе се појават на левата, тоест на десната страна од вашиот Zoom екран. Еве како што сум јас тука вклучен. Значи, со цел да ви ја демонстрирам алатката, јас се вклучив на овој настан преку мојот мобилен телефон, како Перица Саџовски, значи овој е ученикот, додека пак Pegasus English Language School е профилот на наставникот, на самиот тој кој што е хост или домаќин, кој што го води овој настан. Тогаш наставникот има задача да ја одбере опцијата Admit, доколку смета дека ученикот треба да биде вклучен во наставата, тоест на Zoom настанот, или Remove, доколку станува збор за ученик кој што не припаѓа на таа група.
Следна опција, која што ви е достапна, е опцијата за видео комуникација. Доколку не сакате да имате визуелен контакт со учениците, можете да го исклучите видеото, но доколку сакате, можете нели да инсистирате да комуникацијата оди преку видео контакт. Имате можност за gallery view или да се појават сите прозорчиња во една заедничка галерија, но имате можности да користите алатката на ваков начин. Следната опција ви е опцијата chat или опцијата за писмена комуникација, за испраќање пораки пред се, пораките се запишуваат тука, се појавуваат во заедничкиот прозорец. Добра е, ова е одлична опција, затоа што повеќето ученици на почетокот на самиот настан се исклучени со своите микрофони и не може да комуницират, и не би било добро да секој се надава, нели? На ваков начин имате многу поорганизирана комуникација, доколку има некој прашање конкретно може да го постави тука во чатбоксот, автоматски, претходно одбравме опција автоматски да се зачува оваа комуникација со цел нели да ви користи понатака како дополнителни материјали во наставата. Еве тука може да видите доколку некој нели има и тоа може да го нагласите на почетокот на часот, дека доколку некој има потешкоти технички во користењето на Zoom алатката да постави прашање и ќе му се даде соодветен одговор. Следната опција е опција за споделување на екранот или screen share опција. Доколку притиснете на screen share опцијата, ќе ви се појави ова прозорче тука. Имате можност да одберете share computer sounds, значи да се сподели и самиот звук од, да речеме, видеото кој што вие сакате да го презентирате од вашиот лаптоп, а да го споделите екранот со вашите ученици. Доколку сакате да ги слушнат содржините кои што се на тоа видео, одберете опцијата Share Computer Sound и исто така одберете опцијата Optimize Screen Share for Video Clip доколку сакате да направите видеозапис од вашиот час. Еве да речеме јас сакам да го споделам една активност на квизлет со моите ученици, за да можам да им презентирам конкретна тема, тогаш го селектирам ова прозорче тука и еве како се појавува на екранот. На самиот, да речеме, може да се појави и горе на екранот, а може да се појави подолу на екранот, овој контролен бар или контролна лента, каде што се наоѓаат сите команди повторно, а тука еве може да ги видите прозорчињата на самите ученици, тие лесно се поместуваат од една до друга страна на екранот за да имате можност да нели го контролирате екранот што го споделувате со вашите ученици. Тука се прозорчињата, тука е контролната лента или контролниот бар и доколку сакате да завршите со споделувањето на екранот, ја одбирате опцијата Stop Share. Повторно да се вратиме на опцијата Share Screen, за да ви ја прикажам и можноста како да користите whiteboard или табла. Значи, ова е таа опција. Претходно, нели, во самите сетинзи треба да ја вклучите опцијата whiteboard. Кога ќе ја селектирате таа опција, се појавува бела табла. Повторно, имате можност, значи, преку оваа контролна лента да одберете Select, доколку сакате да селектирате некој сегмент што веќе напишан на таблата, одберете текст доколку сакате да запишувате текстуално, одберете Draw доколку сакате нели да цртате, доколку сакате да запишувате нели самите со прст. Имате опција, тука не се прикажани сите опции, но имате опција да дури цртате и површини, квадрати, квадари, кругови и така натака. Имате можност да додадете и печат во форма на срце, во форма на звездичка и така натака. Значи имате можност да преку опцијата Spotlight да нагласите или да покажете точно за што станува збор доколку станува збор за подолг текст, нели? Опцијата Eraser или бришач има можност да ги избрише објектите кои што се нацртани, а со Format опцијата имате можност да менувате бои на нели на самите алатки кои што ќе користите. Опцијата Undo да го враќа нели претходното нешто што сте го работеле, а Redo повторно е носи кон тоа што сте го избришели или сте го исклучиле како опција. Сега, значи, доколку сакате да престанете да ја споделувате таблата, повторно притискате на опцијата Stop Share. Следна опција, која што ви е достапна на контролната лента, е опцијата за снимање на самата видеоконференциска комуникација. Тоа е добро доколку имате нели атрактивни часови, доколку сакате да направите видеозапис за некој конкретен
или проект на кој што работите со вашите ученици, може да станува збор за песничка, за театарска представа, добро би било да ги снимите тие активности, да си ги имате како видеозапис. Доколку сметате дека треба да се прекине со снимањето на видеото, ја одбирате опцијата исклучи тука. Следната опција која што имаме на располагање се breakout rooms или мали простори или простори за помали групи. Доколку одберете таа опција, имате можност тука да одберете колку со простори ќе има, дали една, дали две, дали повеќе. Може автоматски да се распределуваат учениците по простори или вие рачно да одлучите кој ученик ќе оди во која група. Кога сте веќе подготвени, ја одбирате опцијата Create Breakout Rooms и се создаваат на ваков начин Breakout Rooms. Преку опцијата Assign ви имате можност да определите кој ученик ќе биде вклучен во која група. Тука имаме Breakout Room 1, Breakout Room 2, ученикот Перица Сарджовски веќе не е вклучен во првата просторија, додека во втората просторија немаме никого, затоа што станува збор за само еден ученик. Доколку би имале повеќе учесници, тогаш ќе се појави како име настран од просторијата, а ќе биде вклучен преку опцијата Assign. На крајот притискате опцијата Open All Rooms и се појавуваат сите простори каде што се одвиваат групни комуникации или групна работа. Битно е да ви назначам дека во breakout rooms вие лично не сте вклучени, затоа што вие сте професорот кој што го води целиот процес. Имате можност да се вклучите преку бирање на опцијата Join Breakout Room, но тоа значи дека вие ја напуштате едната група и се приклучувате кон работата на другата група. Во тој случај имајте предвид дека учениците без присуство на наставникот можат и да се сведат на несоодветна комуникација, затоа би било добро да оваа алатка, тоест breakout rooms опцијата ја користите доколку имате и соработник, наставник или возрасно лице кој што ќе може заедно со учесниците да присуствува на работата преку помали групи со опцијата breakout rooms. Имате опција при самите учесници, доколку притиснете на опцијата More, имате опција да го прекинете видеото или видеоконференциската врска со тој ученик. Можете да го назначите како домаќин, тоест како еден од наставниците, да речем, доколку е наставник, еден од учесниците, може да му дадете и функција host. Може да го промените името на самиот ученик, може да го ставите назад во чекална, може да го отстраните или може да го пријавите на самиот Zoom, што значи дека таа IP адреса веќе нема да може да ја користи оваа алатка. Исто така имате опцијата реакции, тука веќе можат самите ученици невербално да комуницираат со вас, со тоа што ќе покажат знак рака дигната доколку сака да постават прашање и некои други комуникации. На крајот, доколку сметате дека средбата е веќе завршена, сте се поздравиле со вашите ученици, ја бирате опцијата End и со тоа завршува вашата видеоконференциска врска преку Zoom. Zoom е одлична алатка која што ви овозможува да имате целосна интерактивна настава онлайн со вашите ученици, да бидете и визуелно и да бидете присутни преку видео-аудио комуникација со вашите ученици, а со помош на други алатки и онлайн веб образовни платформи имате можност да креирате динамичен и интерактивен час со вашите ученици кои што на ваков начин би имале можност да не изгубат од редовната настава во случај да треба наставата да се одвива во далечина. Се надевам дека оваа презентација беше доволно и концизна и јасна, а и корисна за сите вас, колеги наставници кои што сакате да спроведете онлайн настава со вашите ученици. Ви благодариме на вниманието.